Што се случи во изминатите 12 часа? Ето, никој не може да го знае, барем не сега за сега, но секако дека во следните месец-два ќе излезе и тоа на виделина. Но она што реално се случи и она што кое веќе се пуштани из медиумите е дека УЕФА експресно го изгласа новиот формат, доцна синоќа, и веќе го прокламира она што е промена за кое што се залага основачите на Суперлигата. Тоа што англиските клубови ја напуштија оваа идеја сега за сега, ќе биде момент кој што ќе читаме зошто, веќе протекоа неколку информации дека им е обезбеден добар капитал, буџет во следниот период од страна на УЕФА, но тоа се шпекулации. Она што не е шпекулација е новиот формат кој што беше изгласан доцна синоќа, усвоен, а се однесува на зголемување на Лигата на шампионите од 32 на 36 клубови, ќе се игра во две групи. Сите клубови кои што ќе учествуваат во оваа лига веќе ќе имаат повеќе надпревари, 10, 5 ќе се играат на гости, 5 ќе се играат дома, што значи веднаш и поголем буџет. Буџетот се прокламираше дека ќе биде веќе 6 милиарди евра од таа сезона и од прво до 8 место ќе играат директно во осмина финале, од 9 до 24 место ќе играат бараж за нокаут фаза и од 24 до 36 место ќе испаднат. Ќе има Лига Европа со уште поголем буџет и Европска конференцијска лига како трета лига. Тоа е она што велиме за ситната боранија, практично нешто слично како Интертото купот на времето што беше пред да започнат европските купови. Значи за сите ќе има помалце повеќе од колачот, но ова требаше да се случи додека не дојде со идејава буквално да се формира новата Суперлига. Она што мене ќе ми остане како прашање, а ќе го гледаме како одговор понатаму, е сиот оној, ќе кажам, процес на навивачите кои што со години назад го имаа со транспаренти на секој надпревар, а пишуваше УЕФА мафија. Како тоа преку ноќ одеднаш УЕФА не е мафија и се застана во напад на некој кој што сака да направи прогресивен фудбал. Тоа не е точно дека тоа ќе биде фудбал само на богатите, апсолутно, веќе тие напомена дека ќе има и други лиги, па како ќе се влегува во тие 5 места, едноставно да почнат да одлучуваат сами за своите пари кои што ги вложуваат и кои што го имаат товарот на сиот светски фудбал на грб. УЕФА се уште, јас стојам на таа страна, на таа идеја, дека УЕФА се уште ќе остане затворена, нема да ги кажуваат колкави плати заработуваат, управниот одбор и сите оние кои што гласаат, кои што носат одлуки, а не се тоа фудбалските клубови, директно. Ќе останат прашањата и ние ќе ги продолжиме, само ќе ве потсетам, Мишел Платини, корупција, казна затвор, забрана за занимавање со фудбал поради мито за гласањето на УЕФА во однос на светско првенство Катар. Се блатер ви текнува и за Русија и за Катар. Катар се организира светско првенство во земја која што тотално не интересира фудбал. Стадионите ќе ги раштрафат подоцна и ќе ги продадат буквално. Не знам зошто, знам зошто, заради парите. Сега Мишел Платини и неговиот син е веќе инволвиран директно и докажана е аферата како преку него оделе директно парите за Катар, значи и тој ќе се соочи со затворска казна наскоро, тоа е процес кој што трае. И сите оние други работи кои што овие основачи, овие кои што го носат товарот на светскиот фудбал, сакаа нешто да променат. JP Morgan даваше 3,5 милиарди евра директно инволвирани во оваа Суперлига, а сега одеднаш од сумата што ја имаше до сега одвоено, УЕФА најде и изгласа буџет дека ќе биде не помало од 6 милиарди евра. Значи, сиве овие прашања за корупција, за
за се она што не чини во ова менаџирање на европскиот фудбал како најсилна лига и најсилен фудбал во светски рамки, ќе остане отворено секако. Јас само на крај ќе поставам пак прашање. Како тоа до вчера викавте сите УЕФА мафија? Дали тоа значи дека од денеска УЕФА е она што е најдоброто во светскиот фудбал? И тука ќе ставам 3 точки, а 3 точки ќе се однесуваат на новите проекти кои што исто така се прокламираат во изминативе 10-20 години можда. УЕФА постојано вели да, во ред, ќе видиме, ќе разгледаме, но никако не сака да ги поддржи официјално, а тоа се Скандинавската лига, Источна Европската лига, Балканската лига, која што се заговара. Или мислите дека во таа Балканска лига ќе влезат сите национални првенства? Не. Ќе влезат најсилните екипи од балканскиве простори кои што треба да гравитираат кон неа и да учествуваат. Зарем не е тоа слично? Зарем не станува збор пак за парите? Апсолутно. Се борат сите против ова, ќе кажам, лоша менаџирана фудбалска организација, каде што се делат пари несразмерно, како божем подеднакво, а оние што го носат најголемиот товар, ги нема во тие одлуки. Да. Балканската лига ќе биде следниот чекор кој што ќе ги зоврие пак сите оние работи кои што сега ги напреди како исчекор Суперлигата. А до тогаш вие размислете како тоа до вчера УЕФА беше мафија, а денеска веќе не е. Најбогатите фудбалски клубови, најскапите фудбалери, најголемите светски звезди. Во Европа може само по светските стандарди. Сега и повеќе внимавам на крајот. Madre mía, Messi, qué jugado. Me vale en la playa con tus ojos chiquita y con tu boca enamorada. Enamorado de otro, de todos los que llegaba. Madre mía, qué gol. El gol de Messi. El gol del Женскиот тим на европскиот шампион фудбалскиот клуб Барселона. Најдобрите заслужуваат само најдобро. Добро вечер. Продолжуваме понатаму